Ајде уште едно здраво зачинето со голема гостопримливост во онаа што го велиме нема љутиш. Иако различно од другите години, еве и оваа година некако ги дочекавме новогодишните и божичните празници и јас се надевам дека барем поголемиот дел од вас замисли во оваа нова 2021 година да ја снема оваа чума која сите ја нарекуваме корона и полека да си се вратиме во нормала. Ако можеме да се вратиме во нормала, вакви ненормални какви што сме. Добро, за нас велам, не за вас. Ама внимавајте, ако ние сме ненормални, тогаш вие сте несреќни. Да, така барем вели едно истражување кое беше објавено неодамна и кое упатува на тоа дека ние, македонците, сме убедливо најнесреќниот народ во Европа. А јас не знам зашто е така. Да се чуди човек, 30 години не убедуваат дека се е како што треба, дека ружицата, дека ние убаво живееме, само тоа се уште за жал не го знаеме. И срам да ви е да кажете така, значи дека сте најнесреќниот народ во Европа. Па што ви фали, бе? Што ви фали? Да не имате плата само 200 евра, да не немате пари, да не треба да подигате кредит за одмор или да купите, не дај Боже, автомобил, да не немате да дадете на децата, да не немате да ги школувате. Што ви фали, Што? Пари? Ајде бе, бегајте таму, ќе ви биде здодевно за 5 ден. Жената, вие уште не кажала, ти си и купил. И зашто ќе се скарате? За ништо. Додуше добро. Можете и сега да се скарате за ништо со жена си, ама тогаш ќе биде на вистина здодевно. Се ќе имаш, а ќе немаш со што да се зезаш. И затоа, нема љутиш, дами и господа. Еве што ќе гледате. Тате, ово кој? Лоша вест прво. И јас сам позитивен на корона. Ма немај. Откуд ја знаеш? Па немам светло на нос. Лажице, мајка еде брзо тој. Нервозна, тато само срка. Дете га гледа. Како ракија? Братче, каде нас у Македонија само криминал и мафија организирана. Постои изрека за добру свињу нема лоши помие. А од њум се доваѓа до заклучок дека гладан не бира што једе. Нешто квицка од леву страну или ове блажна до гефуфну што е измеѓу црцоклице. И баш тие што се борив за правичну заступеност, сви имав по некоju пријаву за кривична одговорност. Тако е. Тача ли си бити? Порез да плаќаме на држава. Дивјак сам. Ама застануваш на сите станице. 4 јули, 30 јули. Мозак треќи ден ме боли овдека. О, Боже, па не научи никад у живота, мори тебе мозак не може да те боли, зашто ga немаш? Имате малку простор? Со Торе Смарт Меликони можете лесно да ги споите машините за перење и сушење со универзалната кит преграда. Смарт верзијата има полица на извлекување со 8 заштитни подложки и 6 метри ремен за сигурност. Компатибилен е за сите стандардни и слим машини. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вам ви се достапни во Нептун и Сетек. Млечените производи на Буџан Козјак сега препорачани од Сдружение на педиатри на Македонија. Буџан Козјак, след јадете линката. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Тате, крадем ни га джипа. Како бе краде бе? Видели ги бе? О, не знам тото, не знам кој, ама виде ги, знам ги табличке. Па Бобане, не може више да издржи с тебе, бе, Бобане. Еден пут да улегнеш па да кажеш нешто добро и позитивно, бе. Све негативно, бе. Све од лошо по лошо, бе. Лошо. Абе, тате, знаеш што? Ја не дојде за джипа, некој ја дојде за друго нешто.
Дојде да ти кажу две вести. Една е лоша, а друга е полоша. Кој сакаш прво да ти го кажеш? Неću ништо да ми кажуеш, Бобане. Значи све што ќе ми кажете или направите е од лошо, полошо и негативно. Да почне од оној мајко ти, значи она е негативна и у минус 3 плате на моју картичку, па да завршу с тебе, исто негативен, с 3 единици у школу. Значи ништо позитивно, све е негативно. Тате, овако е. Лоша вест прво. И јас сам позитивен на корона. Ма немај. Откуд ја знаеш? Па немам светло на нос. Тој се вика мирис. И осет, тате, немам. Тој се цел на мајко ти, жена без осет. Тате, кашлям суво. И тој си на мајко ти, бе, Бобане, бе. Тој е домаќе неваспитање. Значи, кад се кашля се с уста и се ставља рука на уста. Температура имаш ли? Немам. Симни капо да ти измеру температуру. И имаш температуру. 36 с 6. И која е тај друга полоша вест? Па, полоша вест дека и мама е позитивна на корона. Мајка ти позитивна, она е негативна цел живот, сак била позитивна на корону. Откуде ја знае, бе, да не се е тестирала? А, не, тате, не се она тестирала. Она кажа дека кад била трудна со мене и направила тест, му било најлошо искуство. Лошо искуство. Абе, Бобане, што има у тој тестирање лошо, бе? Сега земе, бркне ти горе, бркне доле и готово. Тоа е проблем. Бркне доле, мама вика. И она кажа дека киде у изолација таму куде комшу, да се изолира, а ти да го однесеш нешто за едење. Ма немој. Ја да го рано и да го поју, а друг да го тестира. Те ти на фриждер има апчиња, земи носи. Ама тата, па кои се апчиња за грип? Тие црвени, тие плави су за глисте, за куче. Тате, па ја ги испиме тие плави. Испие ги. Добро, нема ништо да ти помогнев за грип, ама ќе ти помогнев за глисте, баре нема да имаш глисте. Глистосерас ниједен. А искаче. Неделја. Ден за ручек с домашни, нели? Никој нема обавеза, си су по дома, ама и ден кад имаш повише време и да се скараш. Па де си се искарале се, мајка и татко. И сак супа се служи. Прво, лупав лажице, мајка еде брзо тој. Нервозна, тато само срка. Тијата га гледа. Како ракија? Он малецак, ама па разбира да ги опушти малко, вика, тато, а да те прашам ја тебе, ти зашто си се оженија с маму? Он вика, видиш ли, и на дете не му јасно. Ако и нова година појде како Дедо Мраз, што дојде, види га. Што бе да појде, он не може ни да дојде. Ако такој појде и дојде на фракналец му. Не, среќа што он дава поклони и пакетчиња за овој годину што прошла. Замисли што би било кад би даваја за овај што дојде. Тек так би нафркнале. Ама оно и жена не дава ништо за нешто што трае кратко и пројде брзо. А камо ли па Дедо Мраз? Бе, жена обично зима, они не дава. Добро, зависи кога се покажеш. Може и тој. Давно тога што има. Другарче од Германија ми врти. Вика, брат, организирасте ли се нешто за Нову година? Има ли организација? Братче, куде нас у Македонија само криминал и мафија организирана. Друго ништо. Мене тако ме зафркава. Ај бе, вика, нели те срам толико магаре, још веруеш у Дедо Мраза. Што бе? Вие веруете у политичари што обеќам, па ја што верую у Дедо Мраза. Па јас сам мало дете за вас, бе. Мало си. Поштуе Дедо Мраз мерке? Корона, нели па дезинфекција? Па мора. А ја кад беше стварно мало дете. Така преправија се овој извршител Дедо Мраза, мисли нема да га познам. И вика, бујце, што да ми ти земе Дедо Мраз за Нову годину? А гледа у татка ми. Улаза директор на затвор, нели после Нову годину. Прв дан
И куде затвореници улазе? Вика, дечки, ајде за многу години нека вие. А пред да улегне управител, затвореник прави со затвореника муабет. Вика, абе, другар, и што има везе што цело време спиеш со згрб на кој зад, кад цело време крчиш и отворени ти уста. Буќкуруш. Постои изрека за добру свињу нема лоши помие. А од њум се доваѓа до заклучок дека гладан не бира што једе. Свак оброк кој се добие со симбиозу или мешање на две или повише едења постари од 2 или повише дена е помија или буќкуруш. Ljudsko биќе е свашто ет и оно може на крај на радну неделју да собере за ручак 2 сарме од понеделник, гра од среду и 2 лажице пире од четвртак и да се нагмечи како конј пред умирачко. Кад ќе ga праша жена што еде, вика собра од фрижидерот све по нешто. А кад ќе ga прашав другари што руча, кажуе ништо. 2 сарме, гра и пире, буќкуруш. Улаза жена куде гинеколога. И вика, докторе, вика, ја ќе ве замолу, ако може и муж ми да дојде дека со мене. Ама господја, сега знаете како е, ово е професионална работа, јас сум фин, господин човек, на такви работи на крај памет не ми пада. Не. И јас за друго ви кажую. Муж ми остана надвор да чека, а таму има една убава сестра. Он не е фин, господин. Ради njega. Ради njega. Изволте, господине, за вас. Заврши ли се тама работа? Готово, ви си наред, ајде. Браво, абе колко ме рака ќе видат, значи младо дете, а ете улегнало в занат, разбира си го работа, разбираш. Ако ме фалиш, чичи, исто ке те кошта, Што е работа, што имаш муку? Гледај, дјага да те рафто едну диагностику да му направим, разбираш. Добро. Ама не, чекај само да објаснам, значи ја мислу знам што му е. Нешто квицка од леву страну или обе блажна до гефуфну што е измеѓу црцоклице. А од десну страну раменјани су зглоплие, нешто чука како со шчук. Федер, фуфна на цинцилатор да не е отишла. Јас сам мајстор, ја ќе кажу што е. Чека, секи му направи диагностик. Само малце. Радио, попушти ga малце, ајде. Добро, чекај малце. Ај, још малце попушти. Угаси. Знам што му е. Предница ти е топ. Значи лагерче, амортизерче, чаура, све. Радиот е слабо. Илјадарче за диагностику. Ја кад беше мало дете, мене тате ме такој научи. Штедеше си парички и пушташе си ги оној касичка прасичка. Знаете бе, оној мало прасе, нели имаше, па дупче од одгоре и оп, пуштиш си паричку и такој си ги чуваш. Ама сега тој више га нема. Нема га прасе. Сега сви паре су у дебели свиње. Ја па свиње, сакаше да кажу светиње. Да, зашто поново сега изгледа дека може да се купи карта и за урај, такој да они су прави светиње. Да, газде куде нас су најдобри и да не чуju лош збор за нив. Да, па они бре, мислим на нашу линiju. Док ми работимо да си ги извадимо леп, они ни га вадим маст. И зато имамо линiju. Такој. Не су они толку лоши колку што ви мислите. Не, сак добро, има, не дека нема. Исто како куде нас. И куде нима има и добри, има и по некој лош. Ама тој не значи дека су сви.
Еве, на пример, има некои такои кои су пуни со паре, кои никој не ги знае, а кобајаги се борив за наши права. Демек против сиромаштију и да биде за сви исто. И баш тие што се борив за правичну заступеност, сви имав по некоju пријаву за кривична одговорност. Тако е. Па после се жалимо на Турско. Пусто Турско, ама ете и таки мало по некои правила. А сега, јак бре, од тага скоро ништо не останало. Салте по некој турцизам. Демек, што сам такој викав, Ово, стварно за Турско текло крв скоро на свако рак, а сега па тече слзе на сваку сери. Када видиш, па и нема многу разлика. Да, наши и тага и сега си плачат. Само што и тага и сега нема кој да ги чуе зашто си плаче во себе. И работим си против себе. Да, пу. С краја да е, не дај Боже, против газде. Тоа е никако. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни, ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село, посебно добри на свој начин. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Кога квалитетот е вечен и трендовите се следат, кога се работи со љубов и се внимава на секој детал, кога довербата има цврсти темели, вие секогаш ќе го најдете совршеното парче мебел во махагони, распространет на 1000 метри квадратни во населба Доброшане во Куманово. Не само што се држиме до нашите ветувања, туку и се трудиме да ги исполниме вашите очекувања. Ве очекуваме во махагони. Иде дечко на работа и вика на колега му: знаеш што се ме прија Савар? Што? Стана, разбуди се, пи кафе, вртка се, онај моја жена још спие. Ја зема, разбуди го со орален секс. Ја, и што вика? Да ти не си нормален, бе! Такси? Да, такси. Од табло куде ти е? Табла? Тача ли си бити? Порез да плаќам на држава. Дивјак сам. Ама застануваш на сите станице. 4 јули, 4 јули, 30 јули, 8 септември. од 20. 20 е нормално по карта. Ајде, ке почекам, ајде. Још една двојца да дојдев, не е проблем. Ајде, ке чекам. Месаре, чуеш што зборите? Ја 50 ќе дам, не е проблем. Ама да ме оставиш да носка. Некако касно ми е мене и 4 и 30 јулија за 8 септември па да не збор. Ако може да носка 50 ќе дам. Ке почекаш и ти, нели? Да почекам, Ако. Може. Да.
им пукна. Женче мој годину ке имали оглемет, да, гледај сега како ке пуца. Оди да ти покажеш. Леле, а за огномет најависва страшни казни. Знаеш, не знам дали и мало казни, ама најависва. Ама овој казни ти без полиција, бе, гледај, като вај му е жена. Еве го казна, доваѓа одма. Македонски огномет. Викнеш трубачи, комшија пуцава од муку. Ма, овој нову годину најтешко ќе ги биде на спонзоруш. Зашто? Па за нову годину сега нели корона криза, нема пари, ќе мора да го чека од љубов. Ама добро, сако на влада може да има некои мерои за нима. Например, 2 педе, 3 прста и тој башка како беше? Тој башка не га кажуј, тој си е башка. Башка што има još еден вид на огномет. Гледа овакој, муж се прави петарда од ракију, а жена гори од нервозу, ке пукне. Епа, женчиња мои мили. Значи, муж дома се воспитува колко треба да пие, а не да се гази куде комшија на ново. Море, нега е нагазила како што треба. Знаеш какви мужи има? Има да добие такву шљапатарку. Има свитке да му излети, ќе му се чини жижалице. Значи, огномет гратис од мужа. Абе, слушај, оно тие што цел живот жени ги гази со предност. Зашто? Па отидев на гости, оно трнае више. Она гази, ама джабе, ој се направи петар да се направи. Рока го ракију, без средства. И отрне. Омри, што дрemаш такој како сојка на меќаву? Ајде, тражи тамо некој трач. Знаеш што? Не си кажала дам на трач, има да ти сврли од тој серке. Чули? Ја тебе не може да те разберам. Пиеш, мори, како смока, ништо ти не е. А мене, жено, мозак треќи дан ме боли овдека. О, Боже, па не научи никад у живота, мори, тебе мозак не може да те боли, зашто го немаш. Глава те боли, глава. Ти кванка една и не е до пиење. Не е што ја пију, него ја умуда мезу, треба да се мези. Ја ли, мори, не умуда мезу? Ти? Мори, ја кад се за мезу еду, види, мори, колека сам се направила, ја не сам умала да мезу. Него ракија не ти е добро. Некоја шлјангарица брзо смртка. Ти ли, мори, за моју ракију ке збори што го купи скупо толку, мори, ти не е стачна. Колко се го платила, мори? Мори, 70 денара литар и пол, топ ракија. Туго ке не строиш да умремо. Ајде, мори, бегај тамо, ти да умреш, да е некоја голема штијата. Бре, што бре? Него слушај, кад спомнал Мирачку, мори, и вчера беше на погреб код едну моју комшику. Муж умреа, муж. И па, кад ти на тебе комшика, автоматски ми и на мене. Автоматски не ти е, ти си ми другачка и не знам зашто си ми другачка, ама комшика не си ми. Не ти е на тебе, него на мене. Муж умреа, мори, па што га народ се собрае да видиш. Леле, па што га фалише, мори, жено. Туго? Ау, зборише добро за njega, добро. Жена му, мори, 3 пут отвара рака пак да види стварно ли муж му лега. Вика да не е некој друг човек, бре. О, Боже! Мене ми е текнала една идеја. Што? Еве, например, ти кад ке отковеш плоче, никој за тебе ништо не смее да каже. Зашто, мори? Ти каква си, мори, на свите ке скочиш фала, да ги викаш не. Него ја не сам ти кажувала све крвинка моја като ме. Што? Толку убаво сум го плакала и редила. 3 пути го дизава и спуштава у гроб на биз. Леле, што си лоша за се крва, мори, од каде умрела жената која да збориш? Него, Туди ще по право. Сено се крва и нова година исто ти се фаќа. Бре, зашто? Па и двете треба и да ги дочекаш и на крај да ги испратиш. Пошто ја тебе не може да ти испратам, пошто ти гледам немаш намеру да си идеш, ја ќе ти заврту грб. Тако да знаеш. А ти тражи некој трач што поврку да најдеш, зашто стварно ќе ти исклуча тој серке. Чули? Такој. Тражи. За пари зборевме на почетокот. Да, тие пусти пари овој месец јануари. Убедливо најдолг во годината.
Да, еден месец, а ти се чини ко да се два. И затоа му се јавив на другар ми, велам, другарчеве, имаш 100 евра до први? Вели, имам јас, за мене, не се грижи ти. Па ако не за него, тогаш за вас. И токму затоа ќе се вратиме и следниот викенд, а вие и тогаш бидете на вашата омилена телевизија. До тогаш, чао на сите! Абе, оно и жена ништо не дава за нешто што штрајеш се Значи, каде вас има се лошо и полошо, бе, Бобане. Ништо позитива, па се зитивно. Таде, кам? да пројде. Ништо позитивно. Па ви веруете у политичари што обеќав, па и ја што веруju у мало дете. Мало дете сам. Лоша и полоша. Неću ни едну да ми го кажеш. Кој сакаш да ти го кажеш? Абе, ке немате зашто да се скарате. Добро. Жена обично не дава, во ни зимав. Зависи како се кажеш. Викам другар, ово дека ќе се Секој од нас е Дедо. Некој дојде да ти кажу две добри вести. Добре. И што ви пали? Пали. И што ви пали? Пали. Мали ви пали. Чекај. Мали пали.